I jaz će bila mnogo kratok, zato što nije site sme ovdeka za nositelите na lista za kandidata za pratenici i idni pratenici, sigurno idni pratenik. Тука ви е познат, ние имаме втор на листа, освен после Муса Джафери, тој е Рамиз Мерко. Поздравам, пошто го познавате многу подобро од мене, се будете повеќе во контакти со него и очекувам дека утре ние ќе го полнеме плоштадот со две пораки. Првата порака е дека ние нема да гласаме и нема да извеземе на гласање за председателски избори, а второто да му кажеме и на нашиот лидер Али Ахмети, кој е најзаслужниот, што денеска ние можеме да го потврди, да имаме албански знамиња, да имаме добра подршка и од ваша страна, и секако со таква подршка ќе продолжи и досегашниот ваш градоначалник и идниот пратеник Рамиз Мерко. Давам збор на идниот наш пратеник, почесто... Океј, на Недим, ќе му давам, пошто од него почесто ќе го гледаме преку телевизија, не го ракате. Не само тие, и Зет Подгоречки. Како што ме представи господин Тајр Хани, во моментот е шеф на изборен штаб на Струга. Ама и ти си шеф. Заедно со него. Така настапиме во изборниве кампањи. Сме во изборна кампања, запознати сме добро. За неколку дена ќе се одржат избори за председател на Република Македонија, каде што ние како партија немаме кандидат, не настапваме на овие избори, едноставно да ќе покажуваме не на едностранен председател кој што ќе се избере од една страна, од една етничка заедница во Република Македонија, без да има поддршката од не само најголемата етничка заедница албанците во Македонија, него од сите муслимани во Република Македонија, и на тие избори значи нема воопшто да излегуваме да гласаме. Пред неколку дена започна и кампањата, како што се запознати, за предвремени парламентарни избори, на кои што како партија Демократска унија за интеграција овој изборен циклус, за разлика од пред 3 години, настапи на цела територија на Република Македонија, значи на сите 6 изборни единици, и во тројката и во четворката. Со тоа докажуваме дека сме партија во која што добро се запознати, веќе и владеачката македонска партија ВМРО-ДПМН започна да се плаши. Во синочешниот митинг во Житоше, од страна на нашиот лидер Али Ахмети, за кој што сакам да го поздравиме со една. Потенцирано ова нешто дека во Македонија е создадена една клима во време на овие избори, пред се од страна на владеачката партија, од страна на македонците ВМРО-ДПМН, еден страв кој што го шири во македонскиот блок токму на Демократската унија за интеграција. Нашиот лидер беше даден апел во кој што им се укажа дека никој нема да се плаши од Демократска унија за интеграција. Демократска унија за интеграција нема да е или државата, или нема државата никаде да носи, него она што му припаѓа на сите оние кои што се сметаат обесправени во државата, албанци, турци, муслимани, бошњаци, роми, тој ќе го земаат. Значи, нема да одадеме нашето, никој нема да дозволиме на нашето да ни го земјама, и заедно, ако сме сите, она што нас не припаѓа, ќе си го добиеме. Значи, тоа никој... Како партија Демократска унија за интеграција, значи да сиве изборни циклуси во овие региони, во овие неколку села. Демократската унија за интеграција добива поддршката максимално, значи да не речам во секој изборен циклус. Во некои средини населени места, значи
се докажала како партија, возвратила на таа поддршка на населението. Не сакам да се навраќам на нас, значи имаме повторно средба во овие изминати денови, значи ова беше една средба по повод отварање на вечерашниот штаб. Не сакам да се навраќам на нас, значи колку возвратила на населба во Подгорци во овие изминати години, но сепак една благодарност од тие изминати години и до местната заедница која што заедно знаеше, значи, да функционира и да работи во Подгорци, да подготвува проекти за возврат, значи, да има таа поддршка од Демократската унија за интеграција во централна власт и на локална власт во тие изминати години, да во Подгорци, значи, се инвестира и се реализираат одредени проекти во изминатите години. Да не должам и да со мојот говор многу, повторно сакам да ве охрабрам. Во овој изборен процес, во нашиве средини, во овие неколку села, не сметаме, значи, за непријатели политички, конкуренти политички, ни партијата за европска за интеграција, ни Демократската ДП како партија, значи не ги сметаме за наши непријатели или конкуренти. Во моментов, како што напоменав и на почетокот, на цела територија Демократската унија за интеграција, значи, како што укажав, борбата ја води со зачудувачки, значи, со партијата на власт од страна на македонците ВМРО, која што пробува, значи, во овие средини да навлегува, нешто не давајќи за овие средини и за овие населени места, него напротив излегувала со некои си проекти кои што се антиверски проекти, доста познати се нас, со градење на капи, без да водат сметка дека низ таа капија врват подгорчани тука, да поставуваат крстови по ридови или по планини. Значи, нешто што не сближува, не го сближува населението, него напротив оди во контрадикторност или во несоживот на ова население. Затоа искам да должам. Секогаш одиме со мотори во изборната кампања, заедно сме посилни, заедно е подобро, значи, и на овие избори одиме, ако сме заедно и посилни, заедно ќе влеземе во Европска унија и во НАТО. Благодарам. Слушам некој збор плашење, уште поќе се храбриме. Ние му докажавме со протестот и 2012, кога излеговме 10.000 муслимани сред струга и го стресеме државата. Го стресеме или не? Ќе го стресиме и кога некој ќе не сгази некаде. Бонжур. Пак ќе стресиме. И во овие избори тоа ќе го направиме. Зато сакаме сите да сме заедно. Тоа е и мотото наше. Тоа како што рече и брателникот Неди. Не случајно, вие знаете дека 8 години цела Македонија, цела централна власт, секоја вечер Мерко на телевизија, Мерко по новиње, ама не се плашеме што ќе му прават на Мерко, кога има толку браќа. И што, после струга, кога се стресе Македонија убо, не се го запалија црквата во Лабуниша. Како им реков? Македонец го запалија. Знам дека прво тие го запалија, а од друга страна да не дојде некој конфликт да стрчат македонците во Лабуниша. Што не верувам дека тоа ќе се десеше и има причина тоа да го речам. Почна после и во Тетовско, во друго, во трето, значи, не повика да смириме. Немој да чепкате во вера и нација. Тоа му го реков. Кој чепка во вера и нација, тешко ќе оплати. И сега, кој ќе чепка во вера и нација, а тоа го сака Груевски, со тоа што ги повикува македонците, дајте ми 62 пратеници, 63, јас ќе бидам не знам кој. Ништо не може да биде. Прво не му дозволува уставот и друго не му дозволува Охридскиот ранговен договор. А од друга страна, ние ќе правиме повеќе од 20
и ќе го клекнеме на колена. Браќа Подгорчани, вие знаете дека сме работеле 8 години, сме имале отворени врати за сите. Во денешно време поштаја мало вратите да се затворат, но ја ви препорачам и ви укажувам дека ако тука е затворена една врата, јас ќе ви отворам заедно со Демократска унија за интеграција, заедно со кандидатите за пратеници кои ќе се изберат од Струга и од другите места од цела Македонија, ќе отвориме многу врати и во парламент, и во влада, и во министерствата, и во дирекции и така натака. Кој нема да ни отвори, ќе дојдете заедно, ќе кршиме врати. Сакам, ова е една страна на медалјата, другата страна на медалјата е што нашиот лидер Али Ахмети има предвидено една добра платформа и програма за наредните 4 години. Ги има над 1081 проект, добри проекти, каде што ќе најдеме можност за вработување, за развој на земјоделството, градежништвото, инфраструктурата, здравството, екологијата и многу области други, а што е најбитно, веќе некои проекти се започнати или се во фаза на започнување, како што е коридорот 8, како што е пругата Кичево-Лин, како што е слободната економска зона, каде може да се вработат и повеќе од 2000 работници или граѓани, што за нас е голема работа, нарочито за градежните компании. Нарочито. Ние знаеме дека само коридорот 8 кој доаѓа од Кичево за Охрид и од Требеништа, Струга до Чапасар, повеќе од 50%, значи 50% треба да се работници и компании од Македонија. Тука ние со земање на власта сигурно ќе имаме наш удел и ние сакаме сите тие компании да имаат перспектива, нарочито во ова време кога е безработица. Значи, не одиме без визија во овие избори и во ова нова влада, него со работа, со визија, ние да створиме работа и работни места за граѓаните. Не да одиме напор од Струга, него тука да го најдеме нашето добро. Значи, е една огромна работа. И другата работа, значи, Демократската унија за интеграција и Али Ахмети, ако и во 2011 направи листа за парламентарни избори во трета изборна единица, ова година и во четврта, каде има еден албанец, еден турчин, еден божјак, еден муслиман, и таму ќе одиме да се грижиме за нив. Тоа е го гледате и овдека секој ден дека нашите кандидати одат по сите места и во тие изборни единици, и во Струмица, и во Гевгелија, и во Ново село таму или не знам Аладово. Ги има и турци, ги има и бошјаци, и муслимани, и албанци, на сите ќе му одиме да му поможиме, бидејќи се надеваме дека заедно сме појаки и ќе направиме убав власт за наредните 4 години. Затоа, утре, како што излеговме на протест, утре ќе излеземе на свадба. Ќе го дочекаме Али Ахмети, ќе го стресиме Струга. Благодарам.